Во општинските царства во кои согласно изборните резултати во најголем дел управуваат војводи и војводки, според заслугите и годишните планови за вработување, може да се доделуваат и други благороднички рангови. Кај градоначалникот се предвидува водач. И сега мене ми е нејасно. Не ви градоначалничке ви имате кола со која што се фалите дека се возите сама, што ке ви е водач. Прав, Витез сам го јава конјот, не му треба некој да го... Извини се, чекат па продолжи. Зашто да се извинам за Витез? Зашто? Па тој е гордо. Ами коњот видува. И... Ама не гледам ја овде коњ да го нарече. Конјот заедно со куќето се смета за најдобри пријатели на човекот, но кучињата се една стапка пред нив, бидејќи ги краси и верност. Исто како градоначалниците кон партиските војници, на кои мора да им се најде место во административната армија. Значи, ние ќе држаме за зборот се дошло на седницата, кажаки дека нема да има нови вработувања. А дека нема вработувања, не држите се зборот, ќе има вработување. И вработување ќе има, и ќе има и некои покачување на продување. Кога веќе се зборува за блискост, а не се работи за ангажман, тогаш веројатно станува збор за нераскилнива врска со милениците, која според интимизирањето на советниците и дофрлувањето од колегите е таква што само со нив и си ја делат постелата. Иначе, за граѓаните на општина Неготино и советници да знаат дека јас имам куќе Кано Корсо. Тоа со мене спие во спалница, до мене. Ја не спавам, тоа до мене. И председател на Унија на млади сини, што е тоа? Да чиđu, па добро говорете, немам против ја. За разлика од ваквиот тип на продуктивна дебата, во некои општини не се дозволува воопшто да се излезе од колосекот, па на секој збор му се зема мера и најдемократски се оценува на кое ниво е дозволен или недозволен. Све се договоривме през кај Јасмина, значи тука сме да дискутираме, не да поставуваме прашања. Земи, значи те молам, завршија дискусијата и на крај градоначалникот е тука што треба ќе меѓутоа завршија дискусијата. Проблемот не е ниту во дискусијата, ниту во прашањата, туку во отсуството на глас кај оној што се посочува како релевантен за да партиципира или да одговори. Наместо него, друг го води борото. Јас почнав сега да ги гледам седниците низ другите градови, нели, да видам што ни фали, што не ни фали, што е грешка, што не, што е грешка, што не. И можам да забележам дека вие сте еден од ретките кои држите монолог тука и дека во сите градови најчесто зборува градоначалникот, а во Струмица најчесто зборувате вие. Држам монопол или монолог во однос на зборувањето, тако сум, значи. И на крајот, недалеку од Струмица, монополот ама во одлучувањето и грешките кои потоа мора да се коригираат се оправдува со припадност на една специфична доктрина. Неколку пати бев прозван дека сме избрзале, има некои работи кои што мора да се донесат на време. Значи, децизионизмот, не знам колку луѓе познаваат што е тој правец, јас сум децизионист. Ако не носиш одлуки, ти одлуки некој пат имаат грешка, но имаш можност да ги дополниш. Ако модерен Макијавели, како што го нарекувале, или закоравен нацист, како што бил не е доволно, тогаш за запознавање со овој теоретски правец, препорачлива литература е таа на незиниот основоположник Карл Шмидт.